мандат на Зоран Заев поради кршење и непридржување на поднесените гаранции и водење антимакедонски политики штетни за Република Македонија. На Балканот постојат отворени закани со Призренската лига и Албанската платформа за реализирање на планот за голема Албанија на територијата на Република Македонија. На Македонија како држава, на македонскиот народ му се наметнуваат работи кои што директно задираат во уставот и уставните одредби. Имаме за премиер човек кој што прифати да спроведува албанска платформа, изгласана, донесена некаде во Тирана, во Албанија. Имаме премиер кој што под закрила на добро соседство со Бугарија прифаќа договори кои што директно ништат неколку векови македонска историја. Значи, фалсификатите на Бугарската академија на науки и уметности во овој момент добиваат свој легитимитет само и единствено заради однесувањето на актуелниот премиер на Република Македонија. Денеска се разградува, значи, Македонија дел по дел. Во овој момент јавно кажувам пред македонскиот народ дека имаме власт која што работи против интересите на државата, наметната однадвор со притисоци и закани. Значи, отворено го повикува македонскиот народ да излезе на протести веќе еднаш и да протестира, затоа што за догледно време, месец, 2 или 3 ќе биде касно. Значи, интересите на поединци, на председатели на партии, на раководство на партии, не се пред интересите на државата. На албанските националисти, прогласувајќи го македонскиот народ за националистички. Се Македонскиот национален совет, Сдруженијето Преродба, тврдокорните, сме оние кои што носно протестираме цело лето. Денеска сме дојдени овде да ги однесеме на писмено барењата на председателот Иванов. Дека нема да се мешаат во напредните работи на соседните земји. За оние кои што не разбираат што значи тоа, јас да ви кажам, се откажа од македонскиот народ во Пиринска Македонија, во Беломорска Македонија, во Албанија. Тоа се истите две партии, раководствата на тие две партии, кои што 27 години го лажат македонскиот народ само и само за обстој на власт, за да можат да бидат авторитет и од позиција на власт да прават криминал. Не ме интересира Зоран Заев, не ме интересира Никола Груевски, мене ме интересира борбата за македонската кауза, началата на борбата за македонската кауза и Македонија и македонскиот народ. Ништо повеќе, ништо помалку. Ова истото ви гарантирам дека сега ќе го кажеме на председателот Иванов. Човекот број 1 е председател на држава, а држава е која што председателот ги држи сите значајни институции, внатрешни и надворешни. Тоа е функцијата на председател, тоа е полицијата, тоа се границите, тоа е дипломатијата, тоа е негова моќ во секој момент да ја усмери, да ја даде во правилен пат. Напротив, своите ингеренции им ги предава на луѓе за да можат тие во негово име да разговарат, да преговарат, да подпишуваат. Печатот за Македонија, за државата и за народот е во рацете на председателот Иванов. Треба да се почитува законот и треба секојаш да се вратиме на него, да дојдат и да го продадат македонското тло, македонските фабрики. Мислите дека се продава? Све е распродадено. Отиде Заев во Бугарија и се врати со 30.000 евра во джебот, дека му подпиша оти сме бугари. Не сме бугари. Дали на овој протест се добредојдени албанци, турци, роми? Сите добронамерни и лојални жители, државјани на Македонија се добродојдени. Сите, да, така е. Вие прашањето треба да го формулирате поинаку. Треба да одите во Чаир, во Арачиново, треба да одите во Куманово, во Тетово, да ги прашате што му значат албанските знамења на секоја една бандера. Каде се македонските знамења?
да ги прашате во која држава живеат. Тоа треба прашање да го поставите. Ова е држава на македонскиот народ која што беше нападната од УЧК, од балистет комбетар. Разбирате? Ја нападнаа државата. Некој му издаде на државјани на Косово 200.000 државјанства. Разбирате? Службен јазик во Република Македонија е македонскиот јазик. Да се чуе гласот на македонскиот народ. Дека е спремен да се ја брани државата, татковината. Значи од сите страни сме нападнати. Албански платформи, бугарски договори, идентитет. Секој еден... Меѓу кој народ? Значи, дај да расчистиме, кој народ? За кој народ се мислите? За албанскиот? Значи, ако мислите на албанското малцинство, веќе ви кажам веднаш, постојат нормативи според светски стандарди. Или однесувајте се како што треба, или секој во својата матична држава од каде што е дојден. Да, има разлика. Некои се смета државјани и носители на суверенитет и бараат права, а дали ги извршуваат своите должности во оваа земја? Или спрема македонскиот народ сакаат соживот како? Со тоа што ќе не уништат? Па не може таков соживот да постои во Република Македонија. Ние не се согласуваме со таквите политики и барања. Сега последно ми се кажува овде дека председателот си заминал. Па значи тоа е... Значи... Браво, бе, председател. Јавно пред камери, значи пред сите вас, пред целиот македонски народ, давам предлог и до тврдокорните, и до преродба, да сето ова оди во јавност. И ќе ги замолам новинарските екипи, овој момент да биде пренесен за да види македонскиот народ каков кукавица од председател има избрано. Значи кукавица од председател кој што не сака да прими представници на сопствениот народ, не може да има легитимитет, затоа што македонскиот народ единствено вака може да биде анимиран и повикан да излезе на улица да се ја брани државата. Значи гласот на македонскиот народ треба да се слушне.